Институтот за белодробни заболувања во козле, односно согласно член 43 од деловникот, да го искористи правото да постави дополнително пратеничко прашање во траење од 3 минути. Има збор пратеничката Дафина Стојановска. Мислев дека одговор на ова прашање нема да добијам од господинот Филипче, бидејќи искрено очекував дека во меѓувреме тој ќе си поднесеше оставка заради скандалот со вакцините. Очигледно дека за тоа треба да се стрпиме и да причекаме конечно да проработат совеста и одговорноста кај оваа власт. Ваков скандал да се случеше во било која европска држава, ќе предизвикаше не само оставка на министерот за здравство, туку и оставка на премиерот. Инаку, одговорот на прашањето за катастрофалните услови на сместување на родителите на болните деца во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле е дека министерот бил таму и констатирал дека условите се според сите европски стандарди. Кажува дека секоја соба таму е опремена со нови кревети и душеци, како и со чиста постелнина. Очигледно дека оние слики кои што излегува по социјалните мрежи од родителите на болните деца кои престојувале во Козле се само нивна имагинација или пак родителите на овие болни деца немале по паметна работа, па се пожалиле на истите. Овде сме во ситуација зборот на министерот против зборот на родителите, но како и да е, јас ќе извлечам една позитивна работа од моето поставено прашање, а тоа е дека министерот конечно отишол во посета на овој институт во Козле, што треба да му биде секојдневна работа, како би имал реална слика и увид во секојдневието по нашите болнички установи. Дека се е во ред и дека условите по болниците ни се според сите европски стандарди, апсолутно не се согласувам ниту јас, а ниту огромен број на пациенти кои што секојдневно реагираат. Но министерот изгледа дека работите ги гледа низ розови очила кои што за жал пациентите во Република Македонија ги немаат. Би поставила едно дополнително прашање, иако сега приметив дека министерот за здравство и не е тука денеска, се надевам дека заменик министерот ќе ми одговори, а тоа е дали може тука од оваа собраниска говорница конечно на македонската јавност да и потврдите дека сите вакцини кои што се распределени по установите низ државава се безбедни за децата во Република Македонија. Ви благодарам.